Добро вечер. Код уште минатата година веднаш по настаните во Диво населје направи реконструкција на настаните. И сега се потврдија сознанијата околу мотивите за доаѓањето на групата во Македонија. Какво оружје и од каде го користела, на кој начин пукала, што велеа сведоците. Сето тоа сега се содржи во документите кои ги разгледува судот. Код ексклузивно дојде до сведоштвата на жителите од Диво населје. Некои велат, ноќта беше тивко, жителите не купуваа ниту леп од пекарата. Некои го препознале командантот со коли, сами укшини. Други пак велат, како во куќата на соседот виделе униформирани лица со ознаки на УЧК. Исто така дојдовме и до обдукционите наоди, но и до сите оние белешки од местото на настанот, кои се доказните материјали за кои што сега расправа судот. Ноќта на 21 април 2015 година, четворицата граничари во караулата Гошинце не ни помислувале дека ќе ја завршат во обвинителството за организиран криминал. Драмата која ја преживеале таа ноќ морале да ја посведочат пред обвинителите. Код дојде до нивните искази кои расветлуваат како се случил нападот. Распитот започнал во 15 часот и 5 минути, а завршил во 18:40. Еден по еден, под седативи за смирување, до детал опишале што се случило. Еден полицаец од македонска националност, тројца од албанска. Прв и најдолго сведочел македонецот, 1 час, останатите тројца по половина час. Четворицата гранични полицајци Маријан, Джезаир, Гафур и Јетон заминуваат на стража во караулата Гошинце. 5 дена треба да трае нивната смена. По пат немале никакви проблеми. Јас и колегата Джезаир отидовме до капија да видиме што лае кучето. Одеднаш, од двете страни ни излегоа по 10 вооружени и маскирани лица и на албански почнаа да викаат да легнеме долу. Кога легнавме, групата која беше во униформи, дел во црнија, дел во маскирни, сите со амблеми на УЧК на раката, ни ги вперија пушките во пределот на грбот, ни ги земаа автоматските пушки, пиштолот, резервниот оквир и не натераа да ја симнеме од нас униформата. Во заседа чекале уште 20-тина. Откако полицајците биле совладени, тие ја опколиле караулата. Дел од нив влегле во контейнерот каде ги начекале другите двајца граничари. На тројца им врзале лисици на рацете, додека за четвртиот немало. Јас останав без лисици, па ми рекоа да го отворам магацинот. Кога влегов, еден со слушалка која имаше во уво побара: "Команда, испратете возило да товариме оружје." Додека се чекало возилото, еден од нападјачите му се обратил на албански на Маријан, но тој не го разбрал и тоа му го кажал на македонски јазик. Ова многу го разгневило. Ми рече, ти си кау, што бараш тука? Почна да ме удира со чизми. Еднаш во пределот на главата, а потоа од левата и десната страна во пределот на ребрата. Нападјачите носеле и камера, па полицајците се сомневаат дека се снимало. Во еден момент, оној што го нарекувале командант пред камерата оставил порака: "Македонски и албански мајки и сестри, не ги праќајте синовите овде горе во оваа униформа. Овој пат нема да ги убиеме, ама следниот пат без разлика дали се македонци или албанци ќе ги убиеме. Пренесете им дека ниту Али Ахмети, ни Груевски нема да ги спасат. Оти ние чекавме 14 години за да се реши рамковниот договор и затоа сега ќе бараме држава, а ако не, ќе ве снајде украинско сценарио." Според сведочињата, полицајците едва и можеле да видат во какво возило било товарено оружјето и муницијата, оти биле легнати на земја. Сепак еден од нив вели дека се работи за лада нива без регистрации, со боја трула вишна и без браник одзади. Им наредиле да лежат половина часа, потоа да заминат по патот удолу. Откако заминаа, колегата без лисици не одврза и се упативме по војнички пат. Кога стигнавме до местото викано раскрсница за Гошинце, сакавме да одиме до најблиската куќа за да побараме телефон, но слушнавме рафален истрел, па продолживме право.
Кај село Думановце пресретнавме возило Голф двојка и побаравме и телефон и го замоливме да не однесе до пунктот Глажње. Обвинителството се интересирало и дали луѓето кои ја нападнале караулата биле маскирани. Сите четворица полицајци сведочат идентично, дека мал дел од нив биле со фантомки на главите, а поголемиот дел не. Сите сметале дека можеби доколку ги видат, ќе препознаат дел од напаѓачите. По ова обвинителството им покажало 3 фотографии. На првата се наоѓаат четворица сликани при поголем собир на луѓе пред бина на која пишува 24 март. На втората се двајца сликани во некој објект, додека на третата еден човек фотографиран во анфас, облечен во маскирна униформа и капа. Двајца од полицајците не можеле да препознаат ниту еден, но обвинителите им изјавиле дека биле под голем стрес, па можеби и тоа влијае врз нивната меморија. Двајца од нив пак препознаваат повеќе имена, од кој од првата фотографија, направена најверојатно на прослава по повод 24 март, денот кога во 99-та година НАТО ја нападна Србија, и двајцата посочуваат ист човек. На фотографијата со 4 лица, првото одлево облечено во зимска јакна, монтка, маскирно плава со кафени пантолони, е во групата која е нападна полициската станица. Тоа е она што на албански ми се закануваше во фаца и носеше оружје, но не е она која го условуваа со команданте. Тој беше средно развиен на висина од 1,75 см, со непретерано долга брада и црна униформа. И третото лице одлево, облечено во тегет кратка јакна со фармерки и бела кошула, ми е познато. Мислам дека и лицето на втората фотографија, кој е прв одлево облечен во темна јакна и темна кошула со 3 петлеси, како да ми е познато, иако поради брадата ме двоуми. И лицето кое е само на третата фотографија со маскирна капа, иако ми е чудно поради кратката брада на сликата. Ова укажува дека обвинителството уште истиот ден веќе ги има првите осомничени. Неколку дена потоа неколку имиња излегува во јавност, но нејасно е дали токму тие се на оние од фотографијата. Подоцна се утврди дека ниту едно од тие имиња не се поклопува со оние во обвинението за диво населје. Српските медиуми пак уште тогаш објавија неколку мина, кои потоа беа уапсени во акцијата во диво населје и сега се на обвинителна клупа. Мирсат Дрецај, Бек Ризај, Мухамед Красничи, Сами Укшини се дел од имињата на оние кои организираа Кумановската група. Едно од овие имиња не се сложуваат во мозаикот. Целата група од 30 членови дошла илегално. Сами Укшини легално, на граничен премин, подоцна од останатите. Причината е што тој сакал да ги премисли да не почнуваат акција во Кумановско. Според непотврдените наоди, терористите имале намера да го нападнат Кумановскиот гарнизон. Само неколку од водачите знаеле зошто се таму. Неофицијално тие верувале дека ќе извршат напад и ќе успеат да избегаат, дека ќе бидат заштитени. Другиот дел од групата дошле за да им помогнат на поранешните соборци од УЧК и евентуално да заработат пари. Но домашниот есап не излегол како што треба. Откако Сами Укшини дознал дека разузнавачите ја откриле намерата на групата, дошол да ги предупреди да не почнуваат ништо, туку да се повлечат на Косово. Неофицијално КОД веќе објави дека Риза и Дрецај не дошле во Македонија со идеја за остварување на албанските права, туку за да го заплашат Ахмети и Дуи, од кои постојано бараат пари, рекет, затоа што за разлика од нив, кои останале и без функции и без работа на Косово, и луѓето околу Харадине и оние околу Ахмети добро заработувале во власта. Во диво населје е невообичаено тивко. По улиците само ретки минувачи. Во локалната пекара и маркет речиси никој не влегува. Ден па и два пред настанот забележав дека прометот од пекарата и маркетот е намален, а особено на 8 мај кога дојдов дома во населбата, беше многу тивко, иако секогаш е многу раздвижено и народ има по улиците. Мислев дека е поради економската криза и народот нема пари. Вечерта се видов со братот и го прашав кој датуми луѓето да не немаат земено плата. Но причина за штамата во диво населје била дојава. Меѓу локалното население се расчуло дека нешто лошо ќе се случува. Децата и жените се евакуирале. Околу 20 часот ми се јави сопругата и ми рече да си дојдам, оти комшиите ги напуштаат домовите. Мои соседи се Ергин и Мемет. И кога дојдов пред куќа ги видов како ги носат семејствата на друго место.
Ги прашав што се случува. Ми рекоа не знаеме, бегаат сите, бегаме и ние. Го прашав брат ми што се случува, а тој ми рече дека слушнал дека има непознати лица во униформи, а тоа му го кажал комшијата Асани Гани. Луѓето во униформа не биле невидливи за соседството. Гласини дека се таму се расчуле уште претходниот викенд, истиот кога се одржуваше и конгресот на ВМРО ДПМН, а високи функционери од власта беа присутни таму. Сепак дојденците останале невидливи за полициските сили. Едно од сведочењата до кој дојде код разоткрива дека тие, без да се кријат, шетале по населбата. Во четвртокот на 7 мај, одејќи на кај дома, тука на улицата забележав две машки лица облечени во црно. Дали беше униформа, не знам. Разменивме поздрав и приметив дека не се од Македонија, туку од Косово, од и дијалектот е различен. Не забележав дали носат оружје. Но се отворија многу прашања. Кои им биле јатаците на терористите? Кои луѓе ги инфилтрирале во населбата? Каде се криеле? Каде го сместиле оружјето, муницијата, молотовите коктели? Некаде околу 5 или 6 мај, поминувајќи покрај куќата на Фадил Фейзулахи, вратата беше подотворена. Видов човек внатре, облечен во црна униформа. Наредниот ден го сретнав комшијата и го прашав што е со овие луѓе, кои се тие. Тој ми рече дека се УЧК и се дојдени за нас. Зарем треба некој да експериментира со нас во Куманово, го прашав. Кој стои позади ова? Ти си ги викнал кај тебе дома. Не ми одговори. Тоа беше последен пат како сум го видел. Ова сведоштво не можеше да се слушне и во судница, иако процесот против терористите од диво населје е започнат, а сите сведоци на обвинителството испитани, освен овој. Тој е недостапен за судот, иако полицијата го барала на две адреси. А токму тој, ден по пукањето, во 15 часот и 45 минути, го дал најверојатно и клучниот исказ за обвинителството. Во обвинението кој подоцна го состави, токму Фадил Фейзулахи е посочен дека ги изнајмил своите куќи како упориште на терористите од Косово. Точно на број не знам колку беа. Кај Фадил има 3-4 куќи, но не знам дали сите беа полни. Зборуваа на албански, но дијалектите ни се слични, па не знам дали беа од Косово. Ликовите не ми беа познати. Видов и оружје, калашникови. Тоа е стандардно што го знам, оти не се разберам од оружје. Зошто кога видовте човек со нелегитимна униформа не пријавивте во полиција? Тоа е моја грешка што не ги пријавив. Но спротивно од неговото тврдење, пак сопругата и ќерките на Фадил пред обвинителството сведочат дека нивниот сопруг и татко одамна не бил дојден дома. Ноќта 9 спроти 10 мај сведочеле сопругата Фекри и ќерката Артизана. Според личните карти живеат на улицата Перо Илиевски број 5, што е во диво населје, но и двете тврдат дека куќите се продадени, а тие живеат кај братот на Фадил. Јас последен пат го видов пред 4 месеци. На станчич има штали и фарма со кози. Последниве месеци не дојде, има болни кози и мора да се грижи. Фадил никогаш немал пиштол, не бил во Сирија, односно Ирак. Знам дека старата куќа е продадена уште пред 5 години, ама не знам кому, не одам таму. Во куќата на Перо Илиевски број 5 порано живеевме ние цело семејство, но се иселивме, ја продадовме. Во издвор на таа куќа имаше 3 куќи и сите се продадени. Не знам кому му ја продадовме и не знам кој таму живее. Воопшто не одиме таму. Имаме подрум од куќата, ама таму тој ништо не остава. Не сум видела дека татко ми има оружје. Повторувам, татко ми го видов пред 4 месеци. Комунициравме само по телефон, а истиот број го има веќе 10 години. Речи си истиот исказ ќерката на обвинетиот го даде и пред судот, но сепак според она што го кажуваат нивните соседи, Фадил бил во населбата и тоа не само непосредно пред нападот, туку и порано. Еден од сведоците е убеден, иако обвинителот му ги посочува спротиставените тврдења. Го познавам Фадил Фейзулахи. Имаат куќи спроти моите ниви кај Романовски пат. Него имам видено до пред 3 недели кога бевме на нива да садиме кромит. Тогаш го видов, беше дома. Категорично тврдам дека го видов. Утрото во 4 часот и 45 минути, полицијата решава да влезе во куќата на адреса Перо Илиевски број 5 во диво населје. Според сознанијата, таму постоеле терористи кои сакале да делуваат против уставниот поредок на Македонија, но наидуваат на заседа. Во моментот кога полицијата се приближила кон куќата на Перо Илиевски број 5 за да извршат претрес затоа што имале сознание дека во куќата има терористи кои сакаат да го загрозат уставниот поредок на Македонија,
Оттаму одговориле најпрво со рачна бомба, при што биле повредени полицајците. Нападот продолжил со золји, снајпери и автоматско оружје. Полицијата побарала засилување затоа што почнала жестока престрелка. Се пукала од куќите до улицата, од број 1 до број 9, а терористи имало и во куќата број 4 на соседната улица Рушид Шакири. Престрелката заврши со убиство на 8 полицајци и 10 терористи. По претресот на куќите во населбата пронајдени се золји, автомати, панцир, снајпер, бомби, муниција, шешири со ознаки на УЧК, амблеми со истите ознаки, многу муниција. Иако населението тврдеше дека ништо не знае, ми смо спаал ту, само кога смо чуе пукна. Друго ништо не знаем. Јас смо био подрум и после смо предал и така. Секој сме биле во своја соба. Кога пукна прв пат, дојдовме, се собравме овде кај легнавме. Ми не знаеме уопште што се случи. Они политичари знаеу, ми не знаеме уопште ништо. Немаме појма, они знаев сами. Али Ахмети и Груевски знаево за овој работор, што е како е. Сепак, според сведочењата, некои од жителите уште пред акцијата гледале луѓе во униформи кои влегуваат во домовите на соседите, па дури го виделе и командант со коли. Пукотниците критичното утро доаѓале токму од страната на неколку куќи во населбата. Започнале рано утрото. Ме викна брат ми Мемет и заедно со соседот Африм цела ноќ пиевме чај и разговаравме. Само што сакавме да се разотидеме за да спиеме, знам дека беше нешто после 5 часот од јутринската молитва на оџата само што заврши. Наеднаш почнаа пукотници. Брат ми го сврте троседот, двоседот и фотелјата за да не заштити, а ние бевме и под маса и таму седевме се до 4 попладнето. Не се помрднавме. Тогаш почна да гори куќата на соседот Шабија Сани, па им реков да излеземе, да не се запали и нашата, па живи да изгориме. Се пукаше од сите страни, со различни типови оружје и бевме многу исплашени. Излеговме во ходникот, во рака имавме една бела трик мајца и од ходникот видовме дека има полиција. Прерипавме преку ѕидот кај полицајците. Ни ги земаа личните карти, ни земаа податоци и не однесоа во полициска станица. Кога стигнавме до полициска станица, толку ми олесна што помислив дека се наоѓам во Париз. Јас во еден час испив 8 литри вода како резултат на стресот кој го доживеав. Но дел од соседите имали и блиски средби со терористите, барем според нивните сведочења. Истиот оној кој кажува дека видел луѓе во униформи раскажува и дека за време на пукотниците имал неканети гости. Целото мое семејство утрото го разбудија пукотници. Цело време слушавме луѓе што зборува албански и повеќето викаат трчај, ура, УЧК. Едно време се отвори вратата кај нас и влезе лицето Сами Укшини, кој е главен меѓу нив, а се гледаше по начинот на однесување. Тој даваше команди, со него беа уште двајца. Кога влегоа, им рече тие да излазат иако се пукаше надвор. Побара да му направиме кафе. Жена ми му направи, го испи со нас, излезе и веќе не го видов. Од каде го знаете Сами Укшини? Сами Укшини, а го викаат командант Соколи. Беше во униформа со амблем УЧК, а во рацете имаше пушка. Го познавам после 2001 година, кога заврши конфликтот. Имаше избори, тој лобираше за ДПА. Јас бев снимател и го гледав во придружба на Тачи и други главни во партијата. Беше споменуван и на телевизија дека тој ја водел војната тогаш како командант. Ме праша и тој од каде се знаеме, а јас му реков дека сум бил шофер во 2003 на градоначалникот на општина Липково Усамедин Халили и дека еднаш или два пати и него сум го возел во кола за време на избори. Пред вратата на истиот сведок бил ликвидиран и еден од терористите. Сопругата отиде до купатилото и примети дека има некој пред вратата. Кога ја отворив, едно лице лежеше во дворот мртво. На униформата имаше амблем УЧК. Не го познавам, мислам дека беше на возраст највеќе до 43 години. Но обвинителството 2 дена по нападот се интересирало и за жителите во диво населје, за кои се смета дека биле осомничени дека ги помагале терористите. Ирфан Љутвиу го знам како бербер во малото. Тој е роднина на Фейзулахи. Само мотори го интересираат. Ако е вмешан, тоа е по влијание на други луѓе. Го тераа. Јас го приметив додека се пукаше беше во цивилно. Не видов да носи оружје. Категорично тврдам дека е натеран во оваа ситуација. Со обвинетиот бесник едини се знаеме оти живее на 100 метри од мене.
ќерките ни одат на училиште заедно, а кога имам проблеми со компјутерот, го викам неговот и се разбира. Инаку работи градежништво, се знаеме долго и е многу добар човек. Не само за него, туку за сите лица од населбата што се обвинети. Сум изненаден дека се инволвирани во овој немил настан. Акцијата траеше цел ден со одредени прекини, поради преговорите со Опсе и Ахмети. Групата се подели на две. Едните со намера да се предадат, другите да се борат до крај. Тоа ја потврдува тезата дека терористите не биле единствени, па и наводите дека сами Укшини дошол да ги одврати од намерите за напад, но Бек Риза и Мирсат Дрејцај не сакале да чујат. Колку сте? Другата дали има? Дај сице! Дај! Се предадоа повеќе од 20, загинаа десетмина. Сега пред судот одговараат 29 обвинети, заедно со сејатаците. Мртва уста не зборува, така е со главните команданти Риза и Дрејцај. Зошто не се повлекле, се уште не е откриено. Тие пукале на полицијата, па според непотврдени информации, пукале и на нивните другари кои сакале да се предадат. Во моментите кога дел од групата покажа бело знаме, Дрејцај и Ризај заедно со уште неколкумина од куќата наречена Бафти, пукаа и убија двајца полицајци. На Косово погребани како херои, во Македонија терористи. Увидот на лице место по нивната смрт покажал дека сите имаат во себе ознаки на УЧК. Многу муниција, користат рачни фрлачи, автомати, па дури и снајпер. Повеќето се тетовирани, а носат и скапи брендови облека. Наоди од обдукцијата. Бек Ризај, 38 години. Пронајден во куќата со надпис Бафти на долниот кат. Имал со себе јаболко, чоколадо Сникерс, но и куршуми, како и чин со звезди од УЧК, амблем од УЧК и телефонска картичка. Убиен е со еден куршум во главата. Мирсат Дрејцај, пронајден во истата куќа Бафти на вториот кат. Има околу 12 огноотстрелни рани. Ги има во главата, вратот, градите, рацете, грбот, рамото. Фатална била онаа во челото. Дрејцај е препознаен по возачката дозвола на негово име. Има уште една возачка во него и лична карта, 5 кредитни картички, мобилни картички. Носел Морато фармерки со ремен Гучи. Валон Кабаши има 30 години и тој е пронајден во куќата Бафти со Дрејцај и Ризај, на вториот спрат. На обликата има ознаки на УЧК, а во джебот муниција. Има вкупно 42 рани од оружје. Арбен Реџај, неговото тело е пронајдено во куќата број 6 на улицата Перо Илиевски, потопен во вода затоа што според сознанијата на Кот, куќата била во пламен, па тие наоѓале начин како да не бидат жртви на пожарот. И тој на себе имал ознаки на УЧК, во джебот евра и чешки пари, но не и денари. Има неколку тетоважи на телото. Кајлоши Нусрет, пронајден во приземјето на куќата број 6. Во него е најдена лична карта на име Догани Руфки, роден 1987, и 2 извода, еден оригинал и еден копија. На име Нусрет Кабаши, убиен со еден куршум во главата. Самит Кастриоти, најден во куќата Бафти на вториот кат, има ознаки на УЧК, но и икона од Исус. Роден во Косово, доаѓа од Албанија, има 28 рани од куршуми во телото, една во главата. Тургај Гаши, најден на Перо Илиевски број 6, приземје. Има 2 огноотстрелни рани, фатален бил куршумот во главата. Фатлун Више Села, 31 година, најден на улица кај куќата 9А. Во него е пронајден амблем со 2 звезди и УЧК. Имал проектили во џебовите, куршум во главата и шрапнели во долните екстремитети. Рушити Хисен има 50 години и е најстариот меѓу убиените. Пронајден е на Перо Илиевски број 6 на вториот кат. Во џебот имал метадон, но во крвта нема траги на дрога. Има 2 рани од куршуми, фатална, онаа во срцето. Џафер Зимерај е пронајден во куќата 9-2 во дворот на Перо Илиевски. Има 42 години, застрелен е со 2 куршуми. Вака загинале терористите, стои во обдукциите. Наводите дека лидерите на групата биле ликвидирани откако се предале, можеа да се слушнати во судница, но обвинителството децидно негира. Тројца припадници на Кумановската група, кои не сакале да се предадат, загинале во неделата наутро. Иако беше договорено предавање на дел од групата, Дрејцај и Ризај заедно со уште еден, стационирани во куќата Бафти, наместо бело знаме, кренале пушка.
Во престрелката настраdaa 20 полицајци, а беа убиени сите тројца терористи. Затоа нивните тела се пронајдени во оваа куќа. Ова го наведува обвинителството, а тврдењата ги темели врз основа на сведочењата на полицајци учесници во акцијата. 8 полицајци загинаа. Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Сашо Самойловски, Горан Стојменовиќ, Жарко Козмановски, Љубиша Рангеловски, Османи Исамедин, Ненад Серафимовски. На нив е пукано со снајпер, со автоматско оружје, со ракетни фрлачи, бомби. До денеска официјално не е утврден мотивот за доаѓањето на групата во Македонија, ниту пак зошто македонските безбедносни сили не ги спречија. Не се расветлени улогата на македонските и косовските тајни служби во инцидентот. Не се познати и причините за нивните наводни контакти со лидерите на Кумановската група. Во доказниот материјал, кој сега е дел од судскиот процес, наведено е и целото оружје кое го користеле терористите, од бомби до американски снајпер, од драчни фрлачи до швајцарски јуришни пушки. Американски снајпер куршуми од Јужна Кореја, пушки кои се користат за лов во сафари, швајцарска и израелска пушка. Ова е само дел од арсеналот што го користеле терористите во диво населје. На местото каде што се пукало, во населбата, пронајдени се 12 експлодирани бомби и 3 ракетни фрлачи. Но како сето ова го донела во Македонија групата на Мирзат Дреца и Бек Ризај? Њомир Серафиновиќ ја има анализата. Цел ден и половина битка во Куманово, полицијата го најде арсеналот на групата обвинета за тероризам. Автомобил бомба со плински боци, ракетни фрлачи, оружје и муниција произведени на 3 континенти. Сето тоа имаше во куќите каде се криела групата на Дреца и Ризај. Куќа на улица Перо Илиевски број 9, заведена под бројката 4. Тоа е една од вкупно 4 куќи во ист двор, сите на членови на семејството Фейзулај, без разлика дали се во странство или тука. Кадрот од снимката на МВР покажува 4 пушки на куп покрај прозорец. Позиција на 20 припадници на групата. 2 пушки се швајцарско производство, еден далекометен снајпер е американски, а еден пушкомитралес е од југословенско производство. Покрај нив реденици и муниција. Истрагата докажала дека е пукано со швајцарската репетирка Шмид Рубин, која со додадениот оптички нишан има функција на снајпер. Најмалку 2 чаури од муниција, која само оваа пушка ја користи, се најдени во колективниот двор на куќите со број 9. Станува збор за прецизна пушка која е створена пред Првата светска војна. Овој модел е повлечен од употреба во швајцарската армија во 1953 година. Цели 62 години пушката успеала да се шета по црниот пазар, за на крај да заврши како плен на полицијата во диво населје. Веднаш до неа се наоѓа популарно наречениот швајцарски калашников, пушка произведена во фирмата СИГ. Овој модел на јуришна пушка го користат швајцарските вооружени сили и само неколку елитни полициски и воени единици во повеќе земји низ светот. Има и спортска варијанта на ЗИГ, но швајцарската политика за оружје забранува продажба на овие автомати на поединци од балканските земји, меѓу кои се и Косово и Македонија. Код преку англиска организација за контрола на потеклото на оружје побара проверка каде била продадена оваа пушка, но не добивме одговор од надлежните швајцарски институции. Пушката почнува да се употребува во средина на 90-тите години од минатиот век. Илјадници вакви пушки имаат по дома резервистите на швајцарската армија. Треба да ги чуваат, но и во оваа алпска земја има кражби на оружје по дома. Од 2009 до сега исчезнале вкупно 505 армиски пушки ЗИГ. Некои од нив се легално продадени, но никој не може да потврди дали оттаму потекнуваат и двете пушки од марката ЗИГ, најдени во Куманово. Покрај ова, во куќата број 9, најдена е иста таква ЗИГ автоматска пушка и во друга куќа. Долу на земјата на оваа позиција на терористите лежи американски снајпер со голем калибар и голем прецизен дострел, производ на Remington Arms. Од него не е пукано,
туку снајперистот кој лежал на позицијата го користел само помалиот Шмидт Рубин снајпер. Големиот снајпер успеал да го премине Атлантикот и да заврши во соба во Кумановско диво населје. До него на подот лежи и пушко митралес М84 југословенско производство. Користен е на оваа позиција на Кумановската група и со него со рафали е стрелано кон полицајците. Во куќата каде се најдени овие несекојдневни пушки за балканските простори, полицијата и истражителите откриле најмногу оружје. Вкупно во неколку простории се најдени 26 пушки. Најмногу се југословенски автомати, 12 на број меѓу нив и веќе спомнатиот пушко митралес. Откриени се и 8 пушки произведени во Албанија, 3 кинески и веќе спомнатите 2 швајцарски пушки и американскиот снајпер. Во дворот, во непосредна близина на оваа куќа е најден уште еден југословенски застава Калашников. Според податоците на истражителите, од куќата 9/4 биле исфрлени 12 бомби кон полицајците. Притворените ги фрлале од 5 различни локации. Терористите испукале и 4 ракети од рачните фрлачи Золја кои се за еднократна употреба, како и уште 6 проектили од рачен фрлач. Според куповите на чаурите, во дворот имало 3 позиции од каде е пукано. При увидот се најдени околу 200 чаури, најмногу од автоматски пушки од 3 верзии на Калашников најдени во претресите. На една од позициите имало дури 101 чаура од калибар 7,62 мм. Најдени се и 5 челични јадра, муниција за тешки митралези. Од прозорот каде е најден снајпер од Шмидт Рубин се најдени 2 чаури од куршуми со калибар 7,5 мм. Тоа е калибарот за оваа швајцарска пушка. Друг голем арсенал е најден во куќата на улица Перо Илиевски број 8. И отаму биле исфрлени 16 бомби. Тоа е откриено откако се преброени исто толку така наречени кашики, кои се отфрлаат од бомбата пред таа да се фрли и да повреди или да убие некој. 12 бомби биле фрлени од една позиција. Во куќата број 8 еден од терористите имал швајцарска пушка ЗИГ, но тој што ја држел ја користел, за разлика од истата пушка која е најдена во соседната куќа. Најдени се 2 рамки за пушката. Едната била испукана и празна, во другата имало 21 куршум од можните 30. На оваа швајцарска пушка бројот бил избришан и има само број на цевката, па поради тоа не можевме да бараме одговор од производителот. Во близина на швајцарската најдена е пушка со оптички нишан која користи специфична муниција. Станува збор за калибар 375 H&H, која ја произведува британската фирма Holland & Holland. Овој калибар се користи и за војни цели, но е познат како африкански калибар, затоа што бил измислен за сафари. Куршумите се силни на кратко растојание, затоа што се користеле за убивање на слонови или лавови. Најмалку 3 такви куршуми биле испукани во Кумановската битка. Во куќата број 8 се најдени и 2 југословенски пушки, една бугарска, една кинеска пушка и полуавтоматски австријски пиштол Глок. Трет столб во одбраната на Кумановската група бил во куќата број 6 на улица Перолиевски. Вкупно 8 пушки и еден пиштол CZ-99 се најдени во оваа куќа. Во неја имало 2 силни позиции, од каде двајца со калашникови пукале со часови. Најдени се 172 чаури од куршуми за автоматска пушка. Имало вкупно 7 такви автомати, 3 југословенски застави, 2 албански и една кинеска пушка. Осмата е повторно одстранство. Станува збор за израелска пушка марка Тавор 21. На неја бил вграден нишанот Мепро 21, исто така произведен во Израел. Од оваа позиција испукал најмалку 10 куршуми, толку чаури од така наречениот НАТО калибар 5,54 мм се најдени во куќата број 6 на улица Перо Илиевски. Сите овие траги се собрани и како докази се приложени во огромниот предмет за диво населје. Во истиот предмет е и нападот врз караулата Гошинце, каде е најден куршум со мал калибар произведен во Јужна Кореја.
испаднал на некој од напаѓачите на полициската станица. Кога преку потеклото на светската карта ќе се преслика арсеналот на Кумановската група, тогаш излегува дека оружјето и муницијата дошле од најмалку 10 земји од 3 континенти. Истражителите преку информациите за патот на ова оружје може да дојдат до многу информации за црниот пазар и за шверцот на оружјето, со што може да се олеснат некои активни или некои идни истраги за организиран криминал и тероризам. Ланскиот 9 мај во Куманово имало многу пушки и многу куршуми, но се уште не е утврдено дали нивната улога била да се само шминка за одредена состојба. Не е откриено ниту дали наместо крвавата пресметка 18 загинати и 42 повредени полицајци, оружјето тој мајски викенд требало да молчи, а и илјадниците куршуми од сите страни на светот да останат неиспукани. Овие документи се во рацете и на одбраната и на обвинителството и секако на судот. Но она што мора да се открие, зошто оваа група дојде во Македонија, кои беа мотивите и зошто разузнавачите не ја спречија нивната акција. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код, се гледаме идната недела во исто време.